Добар ден, господине Црвенковска. Фала за времето што го одвоивте за читателите и гледачите на МИА. Темата за која ќе разговараме во следните минути е за состојбата во судството и целокупната работа со судиите и поплаките на граѓаните. Како прво би почнал со конкурсот за суди во апелациониот суд, кој е распишан, мислам, минатата година. Меѓутоа, изборот досега уште не е извршен. Зошто се одолговлекува ова постапка? Кои се главните причини? Може во оваа тема нешто да ни кажете? Точно е дека конкурсот за апелациониот суд Скопје е распишан минатата година. Освен за апелациониот суд, распишан е конкурс и за Врховниот суд и за апелациониот суд Гостивар, Основен суд во Штип и Основен кривичен суд Скопје. Едниот момент е дека по распишувањето на огласите на 6 август чинам дека беа распишани изборите. Со денот на распишувањето на изборите, Судскиот совет по препорака на Комисијата за антикорупција не смее да преземе ниту едно действие за избор и разрешување на судија. Негде околу 6 ноември, мислам дека целата изборна постапка заврши и од тогаш всушност ние можеме да работиме да постапуваме по распишаните конкурси. Другиот битен момент е што при изборот за овие конкурси сакаме за прв пат да ја примениме методологијата за квалитативно оценување на судиите и председателите на судови. За да ја примениме оваа методологија, не беше нужно потребно дигитално да ја имплементираме. И всушност, една од причините зашто дури минатата недела ги формиравме првите комисии, што треба согласно оваа методологија да постапуваат при вонредно оценување на судиите, е дигиталната имплементација што е нужна за примена на оваа методологија. Како ги го правите тоа дигитално? Како ќе се реализира? Значи, ќе се обидам наједноставно да ви објаснам. Бираме по патна жребка 5 комисии, 5 члена на комисија од апелациониот суд, кој што ќе врши оценување на судите од Основен суд. 5 члена комисија на Врховниот суд, кој што ќе врши оценување на судиите што конкурирале за во апелациониот суд. Со еден влез во АКМИ системот, самиот АКМИ систем ќе изфрли многу податоци, индикатори, кои што ќе придонесат за оценка на судијата врз основа на тоа како ја испорачал правдата. Ќе изврлат податоци, како ги закажувал речиштето, како ги водел записниците, како успевал да го реши конфликтот на странките на самиот записник, како вршел распит на сведоци, на странки. Ќе се испитува кога ја донел присудата, кога ја објавил, кога ја верифицирал. Ќе се испитува всушност целата можноста за усно и писмено изразување на секој судија. Ова е квалитативен критериум, кој што ќе го испитуваат овие комисии од повисокиот суд за судија од повисок суд. Дека квантитативниот критериум, кој што носи 40 бода, формирана е комисија во Судскиот совет и она ќе го оценува по однос на квантитативниот критериум. Квантитативниот критериум е по однос на исполнетост на нормата и по однос на укинатите предмети. Кога се очекува да заврши целава постапка, да речеме, пошто прилично долго трае? Во овој момент стварно не можам да ви кажам кога би завршила, бидејќи реалност е дека оваа методологија прв пат се применува во судскиот систем во државата. Ова е нов метод на оценување на судиите. Колку е бројот, целокупниот број на судии што аплицирале за конкретно за апелациониот суд и колку од нив се од кривичен суд Скопје? За мислам дека околу 32 се аплицира за кривичната област, дека така е распишан конкурсот по специализација граѓанска и кривична област и околу 30 за граѓанска. Од кривичниот суд Скопје колку аплицирале за повеќе мина.
аплицирале. Дали ќе внимавате да при овој избор да не се нарушат постапките иницирани од поранешното СО што се водат пред кривичен, пошто ќе има уште не се завршени повеќе? Ако јас одговорам на ова прашање, тоа значи дека јас прејудицирам кој ќе биде избран. Добро, но ја имате... За во повисокиот суд. Јас претходно ви напоменав, оценувањето и рангирањето ќе се врши по новата методологија. Таму како индикатор не е предвидено кои процеси ги води тој судија во судот, од каде што доаѓа. Пошто ако веќе се избират повеќето од судите што ги водат постапките, тоа значи дека дел од постапките може да се вратат на повторно судење. Се ќе покажат резултатите од комисиите кои што ќе ги оценуваат судиите. И ќе се формира после ранг листа, стварно не можам во овој момент да прејудицирам кој од кој оддел и дали тоа ќе влие на некои предмети што се водат во некој суд. Добро, да идеме на следното прашање. Изминатата година судскиот совет беше доста активен во утврдување на одговорност на суди, односно разрешувањето на суди. Ова година како да не го гледа на истото темпо. Кои се причините? Па не би се согласила дека судскиот совет не е активен и не постапува по поднесените барања за утврдување на одговорност. Минатата година во судскиот совет беа поднесени 90 барања за утврдување на одговорност. Тие се поголем дел, скоро 65 одлучено, а 20 се префрлени за во оваа година. Дека како минатата година сме разрешиле 5 суди, сега треба да разрешиме 15. Не спомнавме бројки, но гледаме темпото. Значи, лани имаше почеток на годината, првите 3 месеци имаше 2-3. Зошто сме ги разрешиле тие суди? Сме ги разрешиле затоа што во барањето што било поднесено имало факти и докази кои што укажуваат на несочно и несовесно постапување. Така да, колку ќе разрешиме, се зависи што содржат барањата кои што се поднесени до судскиот совет. Доколку се основани, судскиот совет ќе разреши судија. Доколку се неосновани, тогаш ги отфрламе или ја запираме постапката. Актуелно колку барања за утврдување на одговорност на председател или судија ги разгледувате? До сега, значи, од јануари до сега околу 20-тина. Секојдневно пристигнуваат барања. И 20-тина од минатата година што продолжуваат во оваа година, значи околу 40-тина барања за утврдување на одговорност моментално се го работи во судскиот совет. Изминатата недела повеќе судски инстанции го одбележаа 31 март како ден на правосудството. Во еден таков настан учествуваше и амбасадорот на ЕУ, Дейвид Гир, кој изјави дека е загрижувачки фактот што до крај на година над 6 судии ќе се пензионират. Според него, до овој случај не и претходел здрава анализа или проекција на ефектот. Што значи за судството 60 судии помалку? Јас до сега во повеќе наврати, во повеќе изјави што ги имам дадено, кажував на реалниот недостаток на суди моментално во судскиот систем во државата. По систематизација, по постојната систематизација, предвидени се 639 судиски места. Последните бројки покажуваат дека ние моментално имаме 473 суди. Со измените на Законот за работни односи, кои што треба да стапат на сила на 30 јуни 2022 година, точно е дека проекциите се дека околу 60 на судии би требало да ги исполнат условите за старосна пензија до крајот на 2022 година. Единствен позитивен момент е што се очекува седмата генерација на слушатели во Академијата за судии и јавни обвинители да биде спремна за избор во декември 2022 година. Таму можеме да избереме околу 30 на суди. Таква е состојбата каква што е, толку можеме да сториме. Првичните податоци од процесот на пописот се објавија. Дали вие како председателка на судскиот совет имате појасна представа сега кои судови во државата треба да идат под клуч или не се ажурни? Или воопшто нема потреба да... Минатата година, 2021 година,
За прв пат Судскиот совет донесе стратешки документ, стратегија за судска мрежа на човечки ресурси. Оваа стратегија е изработена со помош на Европската комисија и во таа стратегија, врз основа на податоците од пописот од 2002 година, детално е изработена проекција, број на население, колку судови, колку треба да има суди, колку судски работници треба да има, комплетна анализа е направена. Но факт е дека резултатите од сегашниот попис мора да влијаат на измена на таа стратегија која што ја донесовме минатата година. Тоа значи? Многу е битно по бројот на население да се утврди точната структура на судови што се потребни на ниво на државата. Тука се поставува прашањето дали некои судови каде што се во седиште во населено место кој што брои под 20.000 жители, дали е оправдано нивното постоење. Се наметнува потребата и околу да не треба тие судови да со основна надлежност да бидат во рамките на некој суд што е во близина на тоа населено место со проширена надлежност. Потоа се наметнува прашањето дали територијата што моментално ја покриваат апелационите, 4 апелациони судови по број на население, по инфраструктура, по миграции во меѓувреме што се случиле, одговара на сегашните резултати од пописот. Европската комисија за ефикасност на правдата вели дека на 100.000 жители треба да има 27,5 суди по главно жител. И ова ЦЕПЕ, Европската комисија за ефикасност на правдата, смета анализите ги прави од аспект на територијалната распространетост на судовите, каква е судската мрежа, број на население, број на суди по глава на жител во секој суд. Мислам дека ние тежнееме кон исполнување на европските стандарди и дека треба при изработката на оваа стратегија, најверојатно ќе биде пак со помош на Европската комисија, да се водиме од индикаторите и коефициентите кои што се предвидени по ЦЕПЕ. Нацрт законот за Академија за суди и јавни обители е во собраниска процедура. Судскиот совет секој завршен на месец март до Академијата доставува листа, проекција колку суди им се потребени. Може првично да ни кажете кои се вашите очекувања од изгласувањето на овој закон и кои се новините? Единствена надлежност на Судскиот совет по однос на Академијата за суди и јавни обвинители е што до 31 март ние врз основа на анализа и на проекција за слободни судиски места донесуваме одлука за бројот на слушатели, всушност за идните суди што ќе бидат за следната генерација. Сега до 31 март донесовме одлука со која што побаравме 150 слушатели. Ова е многу висока бројка, за разлика од... За која генерација тоа? Тоа е за 10-та генерација. За 9-та генерација, минатата година, донесовме одлука за 55 слушатели. Се водевме од измените на Законот за работни односи. И за големиот број суди, кои што и до 22-та, 23-та, 24-та проекциите кои што ги имаме направени за следните 5 години, дека ќе се јави реален недостаток на суди. И за тоа е бројката стварно висока по однос на претходните години што се барале од Академијата да... Очекувате ова барање да се усвои, да се прифати, да почне со... Единствен проблем се просторните, финансиските и кадровските можности на Академијата. Не е дека не постои добра волја од страна на Академијата за ваков број на слушатели.
Се надевам дека со помош Академијата, во помош со извршната власт, дека ќе успее да ги обезбеди сите неопходни ресурси за да може во 10-та генерација да излезат кандидати за 150 судии. Тоа кога би требало да заврши 10-та академија? Тоа вака Воопшто ни конкурсот не е распишан. не, вака ако не е распишан, окей. Ова значи 9-та е актуелно привршува? Од 9-та генерација се очекуваат кандидатските листи да излезат секој момент. Значи реално таа би требало, ако 2 години трае наставата, негде за 2,5 години да можеме од нив да избираме суди. Ама јас не би можела ништо повеќе да ви кажам нити околу законот за академија, нити околу собраниската процедура, бидејќи судскиот совет апсолутно ниту една друга надлежност по однос на работењето на академијата нема, освен што го предлага бројот за суди кои што треба да бидат слушатели во академијата. Господин Црвенковска, фала многу за времето што го одвоивте и се надам ќе се видиме во некоја друга прилика да збориме за подобри работи во судството. Ви благодарам и вам на поканата. Фала ви.